И еве сме почитувани на почетокот од емисијата Очи во очи на телевизија 24. Ја завршуваме ова работна недела. Се надевам со добри разговори. Вие и јас и со Мухичи. Слободна тема, како што гледате. Добра прилика да го оствариме нашиот план за конструктивни дебати и анализи. А има и за што да се зборува, има и време пред нас, особено ако почнеме час поскоро, ќе можеме и, верувам, да го искористиме максимално времето. 6091 924, 6091 925 е начинот за сите кои сакате да се вклучите, да го направите тоа. Тоа се телефонските редовни, стандардни броеви и процедурата. Знаете ова колку за оние кои ако се двоумат. Нема ништо невообичаено или трошоци непланирани и така натаму. Значи, добре дојдени се и секој кој сака да каже нешто, пречка не е секако техничкиот аспект. А еве сите оние други кои тоа го знаат и веќе некој сигурно е, значи дека можеме и да почнеме веднаш. Добар ден за првиот гледач, повелете. Повелете, добар ден. Добар ден, се слушаме ли? Јас ви слушам. Да, и јас ве слушам, повелете, вие сте. Се слушаме, да. Исо? Кажете, повелете, да. Во слободнава тема ќе зборувам, еве, секојаш ме негират, напаѓам нешто што е точно. Аха. Еве, сега ќе палам све, дека ова влада све е супер, све е точно прави, све е најдобро, за да не добивам негативни поени. Меѓутоа, како да кажам, 58 пратеници да добиеш, значи на вистина требало нешто да направиш. Не сум поборник на ние на партија прво на 100 градини. Сега. Отиако е сигурен толку Мицкоски, покрај локалните, нека оди на директни избори и парламентарни. Меѓутоа, значи каков дебакал ќе доживееме, то невиден дебакал ќе доживееме. Заради тоа што сето тоа што ветувавме, сето тоа што правевме, и гласавме за тоа што окажуваше тој, не гледам ништо. Зошто? Сите криминалци се на страна. Тој рече одма ќе ги приведат. Ништо од тоа. Сакам да ви кажам, не дека претходната беше власт, па таа беше, не знам како да кажам, бетер. Ефтен бетер. Му дозволи да си игра фудбал, му дозволи. Тоа што сака, праја само да седат на столица. Ама некако ова ми личи и овој оди кон тоа. Чекај бе, Трајко Славевски, председателката требало. Добро, председателката треба да рече тројца или двајца или 5 мина. Па собранието нека одлучува. А вака не со еден, значи тоа директно треба него да ги избереме и пријатно. Знаеме. Така, да, ви благодарам. Да. Но ако собранието може и да не го избере, па тогаш ете треба друг предлог. Но ете тоа и го дискутиравме, кај нас во принцип не функционира, барем кога собранието е во прашање, односно пратениците се знае што стигнало на маса, на дневен ред, тоа и поминало низ нивни раце. Практично тие ништо не задржале, само барем ги олесниле работите помалку да работат, па скратени постапки, европски знаменца вовеле и така натаму. И практично барем што пак и нешто да поминува низ процедури, кога практично однапред му се знае исходот. Повелете, добар ден. Поздрав, да, се слушам. Дали се програма? Вие сте, да, ве слушам, повелете. Сега Исо вака од Кавадарци јаво. Поздрав до вас до Кавадарци, повелете. А бе кажемо на тие вашите уреднички минутажата зголеми. Така. Секо нема што да давате у програмата. Да, го знам, ба секоја секунда е битна, да. Че дојдем ја некој ден. Повелете секако, да. Не можам во тие вртоврски да најдам со котки црни и бели котки, што такви вртоврска не можам да најдам. Нема што и ова не е проблем воопшто, да.
И ќе му кажам на тие да минутажа да аз го нема тие ваши уредници што се жените. И значи, ова влада да го зема овој заем од Англија треба најповеќе да се инвестира во аграрот, во земјоделието. Значи, од износна земја станавме увозна. Значи, сега сите пазари во Македонија горе-долу се снабдуваат од струмица, али за брзо време ќе нема и таму домати и струмица. И тој ги што ќе правиме проблем. Сите мра и дра. А кој ќе саде паскиќани и крсавици? И после ние имаме проблем. Овој министрот за земјоделие нема капацитет да го води тоа министерство. Значи, Мицковски тебе да рачисте проблем во собствените редови, не само министрот за земјоделие и пратеници некои има од каварети, тој е еден. Кој има пратеник, два мандата е, до збора нема кажано. Значи, во кавараци масовно возат се копачат и никој не презима мерки. Го има тоа е еден агрокомбинат Тиквеш, најголем на Балканот, го има еден човек, не сакам ни името да му го спомнам. Значи, дали пари му дава и на централната власт и на ова власт. Значи, он го уничило во цела Македонија. Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав, повелете. Ја спаси краватата, чути. Да го поздравам господинот Живко од Битола. Стварно не го разбирам. Да има избори сега, над 60 пратеници ќе има ВМРО, тоа да биде сигурен. Што сака он за 10 месеци? Рушевина не се рачиста. Прво треба рушевини да се рачистат. И многу е направено за овие 10 месеци. Како тоа криминалци не се па... Колку банди се до сега разбиени? Еве, колку криминални случаи се рачистуваат. И правосудниот систем е независен. Тука нема влијание ВМРО. Главната борба тука ќе биде сега. Правосудниот систем да се среди. Што може да прави ВМРО, ако правосудниот систем е стариот, од стариот систем. Не сме мешање на извршната власт во правосудната и толку е. Значи, морам да им направиме на споредба и со... И да не разбираат со зборови, вака сликовито. Ако е Македонија еден брод, сега тој брод нов капетан го води со нови морнари. И има еден курс зафатено. Значи, они одговараат за судбината на бродот. Овие што беа претходно на бродот, народот ги сврли во чамци за спасување, тие се покрај бродот гледаат да се спасат со чамците. Некои успеа допливаат до весла до кај Дубај. А и гледаат и да се вратат на бродот исто, да преземат кормило. И тоа, викаат доздало од чамците, викаат, ама гласовите нивни не се слушаат горе. Сујаат, викаат, колнат, ама гласот горе не се слуша, знаеш. Многу е далеку тој чамецот за спасување од бродот. Да оставиме да видиме, да дадеме шанса. Значи, да видиме кај ќе стигне бродот. Ако се неуспешни, менјаме посада, ама овие уште бродот не тргнал, овие одма сака да се качат пак. Ке почекаат малце. Благодарам и поздрав. Благодарам и поздравувам и јас, но добро, затоа тие што велите чамци за спасување, нека бидат до бродот или дури нека се качат на бродот, што ако треба, ако дојде утре време да се сменат, да може да преземат. Мислам, ова не заради друго, туку нема други, тоа се ротираат само кој е во чамци за спасување или некаде, не знам, во кабини во подпалубјето. И после повторно само одеднаш ќе се појават. Ги нема со години, велите, па чекајте, овој беше од некаде. Да, бил во подпалубје. Мислам, ако е со брод, може и бете шифонјери, така натаму зависи кои алузии правиме. Повелете, добар ден. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Се слушаме, повелете, добар ден. Се јавам од Струмица. Темата ви е слободна. Так. Па мене това ми изгледа веќе 30 години. Си говорам, ќе се избораме ако наш струмички диалект. Одлично, не е проблем, зашто? Мислам, оти ќе се разбераме. Това е веќе 30 години, дали ќе биде СДС на власт, дали ќе биде ВМРО на власт. Исто е све, исто само njega нема. Знаете го таа како оди.
се до мокниците. Ако не се сега ти, сега се тие на власт, па тие прават нивни филмове, нивни пари перат, нивни човеци. Се оде партиски, дали ке од ВМРО, дали ке од СДС. Това е нешто неописливо за нашиот народ. Ке подкупат тука неколку луѓе за гласане, кои за вреќа брашно, кои за вреќа зајтин, кои за позиција за да го вработат и сите кјутат, сите се прават дека е се уреда, ништо не е уреда. Това е жално и трагично, ама што да правиме, това дури е веќе оdo претаризам. Можам јас така да го дефинирам това, дека претаризам народот нема пари, леп да ја во кантониерите. Денеска е пазарен ден во Струмица. Во Струмица на пазару нема 20 луѓе. Така, да, ви благодарам, ве поздравувам. Се надевам дека сите разбравме во контекст на дијалектот, затоа што ако не можеме да разбереме кумановски, струмички, паланечки, битолски, прилепски дијалект, а можеме да зборуваме на англиски и други јазици, тогаш и немаме кој знае каква перспектива. Така да, јас не би сакал ниту да мислам дека не може да се разбереме, односно да го разбереме со говорникот, дали може да разбереме некој ако на кумановски дијалект ни зборува. Треба да се прашаме самите, а натаму одиме за жал. Воопшто, мислам, тоа е веќе, ако не ги зборуваме јазиците на етничките заедници, ако не се учи официјалниот службениот јазик македонски, уште и да не се знаат дијалектите, тогаш веќе нема што, значи што, скопјаните ќе се зборуваат на скопски и нема да го разберат тој од Струмица, тетовчаните на својот и така натаму. А за овие велам другите да не зборувам кој како турски, албански и слично, тоа веќе па воопшто. Така да барем да сме како територија, па да кажете има илјадници километри, па тука се не знам кое какви разлики просторни и така натаму, но тогаш на вистина ќе се сведе се на буквално на 10 на 20 километри во Скопје тоа се збори, па веќе на 21-иот километар влегувате во Кумановско и не разбирате ништо и обратно. Повелете, добар ден. Добар ден за следниот гледач, повелете. Господице, ме поздравам и посакувам убав ден. Ви благодарам исто и вам, повелете. Видете вака, ќе зборам нешто за овие што доаѓаат европски лидери кај нас. Скопје ќе кажам дека не е честа станица за европските лидери во изминатиот пред, така ли е? Поради што треба ова нивните посети треба да ги искористиме максимум. Овој половина ден, како се доаѓа Каја, како се дојде Коста, да ги поминеме кај нас, таа после да искористиме во насока на градење на позитивна политичка клима за нашето, мислам, за наше приступување кон Европската унија. Така. А не да губиме време и да направиме само кога имаме конкретни резултати, а ние повеќе време се фокусираме на губење време. До сега сите представници што дојдат од Европската унија истото го повторуваат, дека уставните измени се и натаму услов да почнат пристапните преговори. Додека нашата влада предлага уставот да го менуваме откако ќе ги почнеме преговори, односно кога ќе завршат преговорите и да ни дадат некои гаранции дека ќе нема понатамошни, како се вели овие услови. Така. И сите кои ќе дојдат одека, истото ни кажуваат. Разбираме дека ова не е лесно прашање, верујте дека промена на устав, сваќаме дека тоа се разбирливо дека нашата земја сака да ги
има гаранции, но овие гаранции навистина тешко се доаѓаат. Сакам да кажам дека кај нас сакаме ни да влеземе на некој. Така, истече времето, ви благодарам, поздрав до вас, ете, ќе видиме како ќе оди и по оваа посета на високата представничка Калас, воопшто на регионот или конкретно Србија, Косово и Македонија. Од она непосредно пред емисијата што го прочитав, премиерот Мицковски вели дека планот А е се уште во оптек, иако воопшто не стануваше зборни да имаме А, Б, В и така натаму. План како да се направи. Немаме... А што да правиме сега во емисијата план Б? Па еден план е, нема друг. Но кога дошло тоа сега да одиме други планови, кој знае како ќе биде, но дека се уште првичната, со други зборови, за жал штом како А се однесува, тогаш се бара и Б. Е да се внесат, да се направат уставните измени, но се бараат гаранции. Во секој случај, значи, јасно е дека уставни измени ќе има. И би имало веднаш доколку има гаранции. Веќе, значи, со уставните измени не е спорно. Па ако нешто се обезбеди во таа смисла, тогаш би се реализирал. Планот А е всушност, значи, уставни измени. Само да се обезбедат гаранции. А овие други планови повеќе се наши планови, а тоа е според она како оди човек сонува, Господ одредува. Е, тука сега ние си правиме планови, а ЕУ одредува. Дали ќе има? А тие и ни рекува, впрочем, Кошта, дека нема ни Б, ни ништо. Ние може да си мислиме што сакаме. Освен ако не се предомислат. Повелете, добар ден. Добар ден, Гошчито. Поздрав, до вас се слушаме, да. Почитување. Исто така, поздрав, почит, повелете. Така се после слободна тема, мене секојдневно мисла ме иритира тоа. Како човек пред све. Меѓутоа, како можат и понатака политичари се служат со лага? Јас се успомнам што еднаш. Во Кичан си болницата изградена што 1989-90 година и завршена. Од тога ставамо само се крале пензионери се менувале кој како дојде партија најмногу бил локална власт било на ВМРО ДПМН, градоначалници и во друго кај беше општината и во Кичо. Во друго што какво одвојува напред на граѓаните. Во таа населба Сумија, значи не по километар од центарот на градот. Немаат канализација. Во време на ДПМН беше изградена канализација 750.000 евра беа од Норвешка донација и завршена канализацијата таму архивирана. Не е бусната канализацијата. После уште милиони не за колку евра. 2 пати канализацијата завршена архивирана, а канализацијата не е завршена, немаат кај да истекуваат. Улиците во друго се све хемикали заразна болест. Никој не покрена постапка за таа одговорност тие пари. Никој не покрена доста за таа болница. Кај се парите ревизија да направи. Уче Мисковски семешта да ви да речи, ќе опремине таа болница со кредитот, ќе градиме болницата. А бе таа изградена, значи колку лажат. Значи за луѓето кои не знаат, тие ќе перат пари, ќе мислат да ќе гради ВМРО болницата сега. Значи, тоа е лаги. Значи, разлика од СДСМ и ДПМН нема, тоа се кажало и ќе потврди уште еднаш. Согласно на компатизените за другите надевајци се нивните ветување дека ќе биде подобро. Меѓутоа сега само на страна на граѓаните сум и нема да иштедам ништо, сите лаги нити ќе кажувам и нема никому да простувам и сите лаги ќе кажувам. Најголемите за... Така, благодарам, мете истече времето. Поздрав, повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Да гледаш ме подсети на нешто, спомнувајќи преземање на брод на Кормило. Аха. Па се сеќават, имаш една песна во бивша Југославија, Пут плови овој брод. А, да. Мислам, добра песна, печат. Меѓутоа, она баш текстот е исто како и ова во владата. Објасна човекот од негови мисли се, тоа е нормално, го цедам тоа. Меѓутоа, прашањето кој правец, кој курс ќе... Па вика, рано е, дајте му време. Господи Исо, година дена помина, ние сме тука пак. За да добиете Оскар во
нели во светот за филмови или за ова или за оно, треба да постигнете многу, или Нобелова награда. А за гувернер на Народна банка сепак мислам треба или водител на емисија или директор на фирма, сепак треба да биде човек подкован, авторитетен и познат. А за жал, ова што се случува е стварно нешто слано. А околу задолжувањето, мислам дека 6 милиарди во година дена, Господи, мислам, си тонеме. Тоа е една фамилија, колку да земаш кредити, како да правиш, само ќе пропаѓаш и крај со крај нема да се врзи. Благодарам многу, пријатно. Ви благодарам и јас, повелете и во друга прилика. Иако ете, гледајте на тие работи во смисла како понуда побарувачка. Сега ова со, не знам, понудата, предлогот за гувернер. А пратениците одлучуваат. Значи, мислам, во ред и ова вие што велите, да, но еве се ставаме во позиција во која го или ги анализираме предложените кандидати. Но ставете се и во улога на пратениците. Секој може да се пријави или да биде предложен. Дали секој би требало да може да помине низ еден филтер од толкав број пратеници? Тоа е прашањето. Така да кога зборуваме, знам, непотизам, поете јавни предпријатија, како што се прави, да правосудство и слично состојбите, како дошле? Значи, во ред е јасно, ете, и тука дискутираме, а па да ти понудат пари, па ќе прифатиш ли... сега, но тоа е... Секој може... Едно прашање е неговите квалитети, и морални, и стручни, и слично. И тоа е приказна сама за себе, што се однесува за него. Но вториот момент е како поминуваат. Значи, може да се пријавите. Како ете, токму и ова, со план А, план Б. И ние, но ние Б, па ние ете одложено да ќе ни дадат па ова, па оно. Не ти давам. Истото е и ова. Значи, како ние си мислиме, ќе ја покажеме посветеност, ако не, ќе не пушта, дајте ова, оно се покажува спротивното. Нема тоа, нема Албанија, оди вие останете. Сега истото е и ова, давате предлог, ќе поминам, јас сум супер за гувернер, јас сум, нема, пратениците одлучиле, нема, не си ти, дајте друг. Не мислам на никого конкретно тука, или се едно, затоа реков, непотизмот и слично. Како стига, супер, вработиме, одам тамо. Оди во комисија, си има тамо државно предпријатие, критериуми строги има. Ја се вработите за, не знам, техничко лице во влада да сте хигиеничар или што и да е, па 300 работи бараат да бидат исполнети. И дека не сте осудувани состојби вакви, такви и слично. Па човек ќе каже, па ова не може да се влезе тамо, а сепак влегол кој стигнал по тие релации, администрацијата пренатрупана. Па тој кој ја прави селекцијата. Ајде, не е проблем, дај. А тој што се пријавил, се пријавил. Ајде, јас одложени уставни измени, ќе ни дадат со одложено дејство, примиме ти вамо, примиме тамо. И поминува тоа. Така да прашањето е како поминува кај пратениците. Како поминува закон овој, закон оној, закон ваков. Па потоа се паѓаат на уставни, на вакви онакви судови, апелации и слично. Собранието изгласало, закон е како? Нема ни одговорност, ни објаснување, ни ништо. Јас не слушнав уште еве ништо и од судскиот совет поднос на одлуката на управниот суд. Коментар нивен став се едно. Управниот дури подвлече по тоа, акцентира. Одлуката е правосилна и мора да се спроведе и да се почитува. Нема ништо. И директно ги посочи токму собранието и судскиот совет. Нема ништо каде се да излезат да кажат. Па добро, сгрешивме. Или не сгрешивме, не е во право управниот суд. Нема, значи имаме директно последици, а никој... Така да велам ви, едноставно имате прилив на што сакате. Излезете сега во природа во пролет, крлежи колку сакате. Сега дали ќе дозволите ви се закачи или не, сега тоа е. Сега види крлежот, па крлеже, затоа се закачува, дали вие ќе дозволите или не. Па тоа се филтерите, пратеници, комисии и така натаму. Значи, тие дозволиле.
квалитетот е редок, тоа е тешко да се, затоа тие треба да изберат. А секој ќе се пријави, во ред секој доаѓа, ако може да фати нешто. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Ало, здраво Исо. Здраво, поздрав, повелете. Овој предходниот и другиве што се јавуваат северџани, што ги бранат криминалците и овие предавнициве од СДС. Викаат не бил компетентен Трајко Славевски. Па како човекот е професор на економски, бил министер за економија, има ли покомпетентно од тоа? Требаше заедно да го стават Филипче. Да ги прашам сите овие што се јавуваат, дека им вработиле некој од фамилија. Па мислите ли со глава бе браните предавници бе, мислите малце бе. Еве да го прашам предходниот и сите овие северџани што се јавуваат секој ден. Шилегов ја продаде градската куќа 13 милиони, Коце Трајановски ја направи за 18. Што една буква не кажавте бе? И телевизиите треба да извршите притисок на обвинителството. Тоа е очигледен криминал. И понатака градоначалник во Скопје во скапани бараки е. Крц како ќе влезете таму. Потоа друго да ги прашам. Имаше ли договор со италијанска фирма за клинички центар и со пари од надвор и све? Да, Што направива овие нивниве предавници што потрошија дупло поише пари? Прво бараа 500 милиони да бидат за да лапнат провизија, откако не им успеа, ни клинички центар, ни ништо. Цел народ треба да плаќате пенали 20 милиони заради тие предавници од СДС. Нека ги враќаат сите нивни пратеници, функционери од СДС, тие 20 милиони, а не цел народ. Тоа треба да се ангажирате, вистината да ја погледнете во очи. И многу битно Исо, целото небо шараат авиони, не трујат. Имам слики, ќе ви покажам од Сабајле. Целото небо е бело, со отрови. Барајте некој во емисија, нека дојдат дождовната вода да ја проверат, затоа што не труја душманиве од запад. Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Добар ден, почитуван господин. Почит да вас повелете, да, ве слушам. И јас ке зборувам за гувернер, така, иако е најексплоатирана тема. За предлогот за гувернер на Народната банка се кажа многу, ама има уште многу недокажани работи, така да еве јас сакам нешто да додадам. Какви игри, какви маркетиншки потези ни направија и после толку размислување на председателката, таа лекомислено го погоди и правиот, вистинскиот кандидат на незиниот внук, замислете. Дали навистина толку е наивна, па се занесе во улогата што навистина ја дава функцијата што ја обавува. Ама не, сепак, ова беше една многу аматерска и лоша роља во тажниот филм за нашата жална Македонија. Велам жална, зашто со предлогот Славевски да биде гувернер, урната е последната надеж дека барем една институција ќе остане професионално независна, без разлика на која определба биле сите досегашни гувернери. За разлика од него, за жал гордата Гордана, не успеа да се надмине над партиската послушност и да застане за достоинството, знаењето, посветеноста и професионалноста на досега единствената жена гувернер. И тоа заради удобноста на председателската функција и партиската послушност, иако Анита Бежовска беше надпартиски кандидат, чист професионалец. Гувернер беше прво во влада на ВМРО ДПМН, остана во СДСМ и сега ја менува затоа што остана гувернер во времето на владењето на... Така, ви благодарам, ве поздравувам. Добро, да, и од опозицијската СДСМ реагира, ете, тој партиски предзнак, токму и во таа насока дека се урива независноста и слично. Од владеачката пак ВМРО ДПМН, колку што видов, пак возвратија, па не е прв пат, на два пати вашиот кандидат Гошев беше исто партиски. Сега немаме објаснување, значи, ниту дека е, ниту дека не е, туку возвраќање, ова е партиски, па и вие имавте партиски.
Така да тоа е по однос на начинот на разјаснување на работите помеѓу партиите, а по однос на резултатите еве да видиме како ќе биде, да нека се изјасни и собранието, па понатаму ќе ги видиме резултатите. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани. Повелете, добар до ден. телевизија 24. Благодарам, поздрав до вас, повелете. Па, мило ми е што моите деватни колеги во нашиот деватен клуб одлучија ВМРО да падне од власт. Меѓутоа, вториот дел од приказната не го слушнав или се срамат да го кажат, еве, ВМРО паѓа од власт. А кој ќе биде после ВМРО или после Мицковски на власт? Тој вториот дел некако се срамат да го кажат. Еве, јас ќе им помогнам да не се срамат, од јас безсрамник сум. Ќе прочитам една информација од Лидер МК, информација од 11 мај 2025 година, бидејќи ни апелираат да влеземе во Европската Унија и да ја прифатиме бугаризацијата што тие ни ја нудат, нели после падот на ВМРО очигледно дека ќе се случи бугаризација. И сега вака пише Лидер МК од 11 мај. Сиромаштијата во Бугарија, 21,7% од населението живее во тешка беда, а 41% не може да си дозволат едноделен одмор. Понатаму, 46% од домаќинствата или 3 милиони луѓе не можат да покријат неочекувани трошоци. Ова вклучува поправки на домот, здравствени проблеми, замена на апарати. 41% не можат да си дозволат едноделен одмор. 39% не можат да си купат нов мебел. 19% од граѓаните не можат да одржуваат нормална температура во домовите. 16,6% од населението живее во тешки материјални и социјални лишувања. Дали е ова опција европска, бугарска, што моите деватни другари што се срамат да ми ја кажат, или е нешто друго што нудат? Благодарам, почитувани. Благодарам, поздрав до вас, до слушање. Повелете, добар ден, кој ни е следен. Што сакаше писателот да каже, не разбрав. Добар ден. Добар ден, па ете околу состојбите, особено како EU земја и ете тенденциите кон Па мислам дека добро, се разбране, меѓутоа некако кој ќе видите дека ќе ви дојдат 10 доктори од Македонија кои работат у брзата помош во Софија за да ви ги земат повредените од Кочани, тога се прашувате дали податоците се вистинити. Ако е така лошо што барат македонција во Софија, се прашувам. Па добро, и ако се вистините, овде немавме споредба какви се кај нас. Тоа не, добро, верете, да, тоа е една друга работа. Ја ги замолувам некои луѓе прво нека научат што е кондензација, па нека делат памет, да ти кажам право. Аха, добро. Знаеш, околу тоа стручност и се останато, тоа научете прво што е кондензација и како се однесуваат моторите со внатрешно согорување на големи висини и после да разговараме за прскањето што кој како те не прска. И со во овие емисии дебатни некако така помина некои податоци не се споделуваат и ние се многу бавиме со политика. А ја сега ти кажам една работа. Дали си слушнал дека во Прилеп за 400% се зголемени исплатени штети од каснати од кучиња? Дали си слушнал дека во Битола, пази, мечките изеле 1800 крави? Ти се верували тоа е? Толку исплатил, пази, овие се податоци затоа што Министерството за земјоделие и шумарство исплатила толку штети. А во Прилеп општината исплатила толку штета. Аха. И дали не ти сигна, али пази, тоа е за 2023 година податок, а 2022 биле малце помалце. И дали заменик министеров исто Марија Ристевски е казнет. И се прашувам, дали бе некој во оваа држава ќе тргне по овие малверзации да ги рачистува, за да видиме колку сме честни како македонци, па после да разговараме за се останато. Толку пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Но добро, тоа што го нема, тогаш може да го објасните со нешто. Зошто го нема? Мислам и тоа што го има да го објасните зошто го има. Во случајот ако немаме крави, немаме толку крави, па зошто ги нема? Па ги изеле мечките. Така сега гледате и за жал како што е состојбата
со овошките, со оној мраз кој го имавме, може и да се обистинат зборовите на Мицковски во јануари на премиерот дека не јаде цреши и така натаму, и да немаме цреши. А ако нема, може исто така да се каже, не знам, кравите ги изеле, но крави немаме, мечките ги изеле кравите, а некој ги изел црешите. Па затоа ги нема. Така да објаснување може да се направи, да се даде постојано за што и да е, или за тоа што има. Еве сега гледате Бислимовски вели одлуката на Уставен да се олесни, односно како уставно право да може да се исклучите од топлинската мрежа, може да предизвика зголемување на струја, на потрошувачката на струја и веднаш следствено на тоа како резултат поскапување на струјата. Нели е тоа поскапување во најава? Така да веднаш има објаснување и најава за тоа што може да се случи. Ако имаме поскапување на струјата, ќе биде тоа за тоа што ете, што сте се исклучиле од парно сега вие, а тоа што има вишоци сега на струја, па сега тоа мрежата е стара, а зошто е стара, па нели инвестиции имаше и МЕПСО и сите и ЕВН образложува, а сега 40 години не е. Па ете, мечката е оштетила, може би како и да е. Повелете, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Гризли дошле, гризли. Ба, добро, да. Имаше еден филм, ако се сеќаш, може ти помлад си, ама имаше 70 години еден филм снимен од Гризли. Имаше, како не, да. Гризли, ама добро, тој убиец беше, ми се чини, ова кај нас. Па кравите како? Па добро, кравите ги убило, да не почнат луѓе да... Ама добро, и луѓе снемува само. Ама некој и општинската каса ја јаде, не само што... Ке пријави таму колку илјади крави има. И после тоа пута пари, колку ги испадне ќе видиме. А исто прескачув таму еден за некој брод капетан Немо ли, не знам, некој капетан имало добра ладја. Кон каде плови, па, знаеш, лага ги им кажам, кон Ньюфаундленд плови. Ако се сеќавате на Ньюфаундленд, само плови. Знаеш што, само имаме голема среќа што немаме гориво, немаме енергија за да убрзаме инаку. Добро, лабрадорите се од Ньюфаундленд, познати пливачи кучиња, може да го фатат и влечат бродот. Ама не може да пливаат во океанот покрај Санти лед тајстие кучиња за тоа. А бродот Титаник, што да му правиме? Така заврши. Со овакви кредити како што ги взимаме, бога ми, ни Титаник не ни е рамен. Кој знае кај сме, на која скала сме, не растурија човече, овакви параспори од владетели, овој народ, ја стварно не знае да гласа или што е работа. И само викаат, па нема кој друга бе, нема друг, кого да гласаме друг? Како бе, па ти се нуди. Еве ја ќе му кажам на тој патриотот, еве го Апасиев, штом толку запнале. Димитар Апасиев, поздрав. Благодарам, поздрави. До вас, повелете, добар ден. Дали имаме некого? Добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме ли со некого? Добар ден. Да, повелете, вие сте. Добар ден. Поздрав, да, ве слушам. Вака словно на тема е користам момент да го слушам телевизија. Да, имаме фонија. Имаше слободно на тема е користам еден ден вака слушајќите тебе, вака вашата емисија, мислам Бендисова слушам. Меѓутоа еден гледач кажа дека патриотите не сакат бидат во Европа. Јас не знам, еве сега, ако се јави некој гледач да ни каже кои се тие патриоти. Патриотите прави загинаа во 903-та и до 44-та, кои што беа млади, кои што беа полни со елан да живеат и да допринесат нешто на повеќе на оваа земја, тие загинаа за жал, а останавме ние, кои што се родивме и кои што требаше да тргнеме по нивните стапки, кои што они загинаа со зборовите са Македонија, за слобода на Македонија, требаше ние да продолжиме за слобода на оваа држава. Значи да ги продолжиме нивните идеи и идеали.
А не патриотите сакаме сите во Европа да одиме, ама не по секоја цена. Европа си бара стандардни исо. Значи треба да бидеш стандардне, да бидеш имоќен за да влезеш во Европа. Не може ние со ништо идеме во Европа, чекаме да не рани, а некој да не брани. Не може така. Значи мора ние еве сега што премиерот дава да се прибереме и да почнеме да работиме и да се доближиме до стандардите на Европа. Ако не можеме комплетно, бар да се доближиме за да не ценат. Не може ако никој ништо го гледаш на улица и да речеш ајде да ми бидеш пријател. Не е начин. Ама ако е добар, ако е квалитетен, ако е честен, па ќе бидеш со него пријател. Значи и самиот бираш со кого ќе бидеш, а не Европа нас да не земе така. Еве поздравувам се на убаво времето ќе ми се. Благодарам, поздрав до вас. Токму тоа, да стандарди, обврски, правила, тоа треба да го имаме на ум одејќи кон ЕУ. И затоа испомна во емисијата денеска во тек реакцијата на Калас, токму за посетата на Вучич, присуството негово на денот на победата во Москва. Ако сакате да сте, мора да почитувате. Ова одстапува. Во таа смисла, значи, тоа е директно како вие да сте во каква и да е врска. Деловна, партнерска, емотивна, се едно, мислам, пословно партнерска, емотивна, не може заклучувате брак или договор со некого се едно, а гледате друга. Флертувате. Нормално е кога ќе реагира. Така и ова ние мора да го сватиме. Па ние сме отворени со овој со оној ке што има. Нема што, директно тоа велат. И тоа и го порачува и Калас. И затоа дури Србија имаше проблеми. Не може и тие иницијативи, идеи и кај нив беа. Ние ќе одиме со Европска економска заедница, па кога ќе влеземе? Не може така. Ке се, со други зборови, швалерисувате таму, а вамо ќе одите. А ако сте со нас, одите со нас, не смеш ни да погледнеш на друга страна. Така да треба да ни е јасно тоа, затоа. Ако е во интерес на ЕУ стратешкиот договор со Обединетото кралство во ред, ако не е, нема да гледаат благонаклонето на тоа. Ако одите во ЕУ, па ќе видите, ако е во согласност со нашите правила, со заедничкото наше, може. Не може сам да си бираш ти. Така да затоа ќе и тоа и сите други работи, тоа е веќе обврска понатамошна. И еве и го гледаме, не може да правите да дестилирате ракија, да правите и слично. А па како сега преку ноќ не, па не може, ако влегуваш во тоа партнерство, ќе почитуваш. Повелете, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, поздрав до вас, повелете. Ајме спомнаа вие од Титаник патници. Ајде, добро, да, реплицирајте, добро. Добро. На Титаник имаш и македонец па преживеа. Така. Вака се вие љубителите на мечки и крави, пошто они поставуваа многу прашања. Затоа магарињата и пиците рецепти 135 милиони евра беа потрошени, знаат тоа. Колку кредити не повлекоа и сега плаќаме пенали милиони, го знаат тоа. И сега најинтересното, ако ги изгубиме овие три процеси на меѓународниот суд, 1,6 милиони евра ќе треба да платиме на фирмите. Го знаат тоа? Или само крави знаат и мечки да читаат? Колку крави и мечки ќе одгледавме за овие пари, например? Го знаат тоа? 1,6 пенали. Не дај Боже да ги изгубиме. Тогаш ќе биде Титаник. И тука се расфрлаат со податоци, а не ги знаат работите како тој гледачот. 6 милиарди за една година. Пријателе, прати ги работите пред да се јавиш во емисија. 2 милиарди и 200. Да, 2,20, да. За 5 години. За 5 години. 2 па ќе се милиарди и 200. повлекуваат, да, сукцесивно. Да, значи 6 може нема да се повлечат повеќе. И ако бидат следните 3,800, ќе бидат во следните 5-6 години. Значи нема 6 милиарди за една година. Значи кажувате небулози тука, затоа после кој ќе се јавиме ние вие кривови пречи. Затоа што располагаме со податоци, не се расфрламе со небулози тука, и со мечки, и со крави. И дали слушна се убава вести со, например, кажете да. Дека владата 100.000 евра дава за млади брачни парови што ќе се вратат на село да работат земјоделие. 10 години да работат земјоделие. Така. Така, еве за кравите, се ќе се обнова пак владата, гледа 100.000 евра дава. Нека не се кират, благодарам. Да, ви благодарам. Добро,
почнат да ќе мора да намалат мечките со конзумирање крави. Но и ова што велите, па да, 2,2 милиарди во првите 5 години, па и разбирливо, не може одеднаш ако ни дојде многу, па ќе се и шокираме, тоа е како на ни прегладнети одеднаш или измрзнати, нагло да ги стоплите или нагло да им дадете да се прејадат. Така да и ова за тоа постепено треба, не одеднаш сега замислете толку милиарди да ни дојдат, па што ќе правиме? Ние тука се бориме, работниците, гледате за пензионерите, за колку да се покачи плата, пензија и слично, како да се стопира поскапувањето на производи, а не да ни дојдат милиарди одеднаш преку ноќ. Тоа готово, па и од овие што работат, сите ќе престанат да работат веќе. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Се слушаме, поздрав. Повелете, да. Поздрав за вас, вака благодарам. Повелете. Вака сега, критики има од овие комунарите, предавниците, дека парите нема да ги користат намески. Намески ќе ги нешто, што ти знам за личен интерес. Па судството е нивно. Од 1991 година, што ни се случува и овие афери, криминали, предавство се. Предавство, задолжувањето нивно до сега. Дури признаа дека банкротира од задолжување не ги вратија парите на банките и поземуваа пари. Каде ојдеа тие пари? Во нивни џепови сметки. Тоа не го гледаме. Филипче, ако толку знае да критикува и да измислува критики, колку да и се даде на обештетени на овие исто од Кочанската афера што се случи од нивно време. Од нивното време исто се таа дискотека или таа штала е направена. Зашто не исплати на Смилково езеро, кога погинаа 5 души, стреляни 6 души? Зашто не исплати од моделарната болница и афери? Зашто од диво насилие, черена револуција, каде оде парите? Него е лесно да се кажува некој, да се отцрнува. Судството е се причина од нив. Се и од пазарувањето за нацијата и откажување од нацијата на македонштината, овие со Румен Радев и со Бојко Борисов, што се пазариле, а каде е судство? Треба да и пресуде. И тоа го заборават. Ови штетници, не македонци, не прифати. Така, ви благодараме, поздравувам. Повелете, добар ден. За жал, немаме повеќе време за оваа емисија, особено недостатокот се чувствува кога имаме добри, релаксирачки, позитивни разговори, ако ништо друго потврда и дека сме со духот и со умот добри се уште, па може и да очекуваме дека и ќе имаме и подобри времиња пред нас. Јас ви посакувам да имате пријатен викенд, иако прогнозите велат дека е врнежливо, не значи дека времето пред нас за време на викендот нема да ни биде добро. Имајте убави моменти, само ако сте позитивни, со добра мисла, со позитивни луѓе и во добро да се видиме и од понеделник. За таа цел бидете и со телевизија 24, ќе се најде содржина за сечи интерес, верувам. Довидување.